студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Мерките за справување со актуелната криза во фокус на претеничките прашања. Премиерот испорача своји очекувања од новиот обвинител, а и предупредување до сопствените функционери. Често пати има посредници кои што го знам јас премиерот, еве сега ручевме заедно, вечеравме да ти завршам оваа работа, треба го знам министерот или ово или. Над 100 вработени во рек Битола затруени со лазања послужена во кујната на комбинатот. Успешно завршија преговорите меѓу Македонија и Бугарија, но не за ЕУ, туку за судбината на 6 волови кои од земјава преминале на бугарска територија. Иран сака договор, но не сака да признае, вели Трамп. Хуманоиден робот ја придружуваше Меланија Трамп на самитот на кој присуствуваше и сопругата на македонскиот премиер. Во овие вести во живо од собранието за денешните пратенички прашања. Почнуваме. Во ек на глобални предизвици поради конфликтот на САД, Израел и Иран, последиците од кризата се најдоа во фокус на пратеничките прашања. Има ли соодветни владини мерки и дали граѓаните да се подготвуваат за растечка инфлација? Даниел Василев известува од парламентот. Даниел, што се дебатираш? Добар ден, Цаци. Како што кажа и самата ти, ова беше едно од прашањата кои што денеска беа во фокусот на овие пратенички прашања. Секако ова е она што најмногу ги интересира граѓаните. Опозицијската СДСМ бараше мерки од владата за зауздување на растот на цените кои доаѓаат како последица на растот на цената на суровата нафта на светските берзи. Од друга страна, од владата велат дека ја следат состојбата и дека ќе реагираат доколку има енормно покачување на цените и велат дека на терен се сите инспектори од пазарниот инспекторат кои што ја следат работата на маркетите, трговците и добавувачите за во случај да видат дали тие постапуваат онака како што треба. Во продолжение да слушнеме дел од дебатата помеѓу пратеникот Оливер Спасовски и министерот за економија Бесар Дурмиши. Во Македонија цените на нафтените деривати поскапеа, затоа се превземаа мерки за кои што сметам дека не се навремени и тоа го покажаа практично и резултатите во однос на намалувањето на цените. Меѓутоа, сето тоа ќе ефектуира и врз растот на цените во маркетите, односно директна дневна потрошувачка за потребите на живењето на сите граѓани. И како министерство сме подготвени со конкретни мерки да помогнеме ако има енормно зголемување на цените на прехранбените производи. Нема да дозволиме, нема да дозволиме притисоците, било од производителите, трговците, да има притисок и тука, како што бевме и претходно, ќе сме тука да донесеме мерки кои се во интерес на граѓаните. Само неколку дена по стартот на мандатот на новиот државен јавен обвинител, кој во меѓувреме во телевизиско интервју кажа дека воопшто досега и немал средба со премиерот Мицкоски. Премиерот од пратенички прашања упати пораки до него. Даниел, кои се очекувањата? Цаци, тој побара од новиот државен јавен обвинител да постапува против секого за кого постои основано сомневање за сторен криминал. Исто така кажа дека има 3 точки за кои што очекува јавниот обвинител да се заангажира. Една од тие точки е работа на извештаите кои што доаѓаат од Државниот завод за ревизија. Со оглед на тоа што и во минатото имаше многу укажувања дека овие извештаи од ДЗР пристигнуваат во јавното обвинителство, меѓутоа обвинителите не ги процесуираат. Исто така тој побара од државниот јавен обвинител да се позанимава и со работата на поранешното специјално јавно обвинителство и за тоа како поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева од затвор нарачувала што точно да се работи. Во продолжение да слушнеме дел од неговите пораки кои што тој ги упати до новиот државен јавен обвинител. Очекувам сите овие предмети да бидат извадени и да се стават во обработка, односно да се работат и да се види дали таму има основано сомневање за сторен криминал од тие институции, односно од луѓето кои што ги воделе тие институции или нема. И верувајте ми, неколку стотици се такви. Затоа што јавноста овие прашања, овие две теми, првата околу
повторно актуализирањето на случаевите од страна на тогаш затвореникот Катица Јанева и второто, однесувањето на одредени обвинители и специјални јавни обвинители во делот на обвинителската служба. Ова се тие две работи кои што, верувајте, мора да ги... И ја очекувам лично од новиот државен јавен обвинител да излезе со јасна информација во јавноста. Значи, ден тој, тоа се случило. Ден тој, тоа се случило. Во контекст на корупцијата, премиерот Христијан Мицкоски откри дека лица кои што важат за блиски до сегашната власт ја ги злоупотребуваат своите конекции кои што ги имаат за да се стекнат со личен бенефит. Меѓутоа кажа дека институциите им се во трак на овие лица кои што не сакаше да ги именува и дека само се чека нивниот потек за да можат институциите да реагираат. Сегашните можеме да ги фатиме. Или некакви посредници, пошто често пати има и посредници. Често пати има посредници кои што го знам јас премиерот, еве сега ручевме заедно, вечеравме, да ти завршам оваа работа, треба го знам министерот или ово или оно. Има и такви. И тие ќе се фатат, и кога ќе се фатат, тие ќе кажат дали тоа го прават своеволно или имаат некој кој што им рекол тоа да го прави. Има неколку такви посредници кои што ги мониторираме во овој момент за различни институции и кои што мислат дека тие се безбедни, но ги мониторираме во моментов и чекаме да се случи потек, а потоа и наш потек. Даниел, во светлина на последните случувања поврзани со употребата на македонскиот и на албанскиот јазик, се отворија ли меѓуетнички теми на денешната седница за пратенички прашања? Таци некако навикнавме етничките прашања да бидат дел од речиси сите седници кои што се резервирани за пратенички прашања. Не беше изостанок и денеска. Пратениците од ДУИ го праша министерот за внатрешни работи за поставувањето на раководни позиции во оние места каде што доминантното население е албанско, како што е случајот со Дебар, зошто биле поставувани македонци, а не албанци, на што министерот одговори дека граѓаните бараат професионализам и безбедност, а не етнички предзнак за овие функции. Некако ни шега ги спомена и сите оние критики кои што во минатото беа упатувани за работата и употребата на системот Safe City кој го следи сообраќајот во Скопје и во останатите градови. Да погледнеме дел од неговата изјава на ова прашање. Само албанците ги фаќала камерата. Па кај ви текна, значи, кај ви текнуваат овие работи, стварно не ми е јасно. Камерата на Safe City фаќала само албанци. Како бе, господе, така? Како? Ја не знам. Тој што ви ги дава вака идеи, што ги смислува приказни, значи стварно, ако го плаќате, престанете да го плаќате, смислете нешто сами, верувајте ми дека поефикасни ќе сте. Да, тоа беше изјавата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Во овој контекст, Цаци, како што кажа и самата ти, беше споменат и оној случај односно инцидент со министерката за образование Весна Јаневска. На ова премиерот Христијан Мицкоски кажа дека официјалниот јазик на целата територија на Македонија е македонскиот и неговото кирилско писмо. Исто така откри дека почнал да го изучува албанскиот јазик и рече дека се надева оти за година-две од сега нема да му биде потребен превод кога ќе добива прашања од пратениците албанци. Даниел Василев, седницата се уште трае, ќе имаме нови детали за во Централниот дневник. Ти благодарам. Кризата на Блискиот Исток носи ризик од нова инфлација. Експертите предупредуваат дека намалувањето на ДДВ-то за горивата е само прв чекор. Се очекува притисок врз цените на храната и услугите, па државата ќе мора да реагира и со нови попрецизни мерки и засилени контроли на пазарот, велат експертите. Заканата од растечка инфлација ќе зголеми потребата од нови мерки кои ќе треба да ги преземе владата. Намалувањето на ДДВ-то кај горивата не е доволно.
бидејќи кризата на Блискиот исток ќе потрае, сметаат експертите. Ризикот за раст на цените на светските економии е 3 пати поголем од кризата во 2022-та, но за да се спречи неоправдан скок, инспекциите да излезат на терен и да проверуваат колку поскапувањето е реално. Со увозот на инпути фактички ние на еден или друг начин ја увезуваме инфлацијата. Се очекува понатамошен пораст на цената на храната, бидејќи 1/3 од ѓубривата за потхранување на растенијата се тргуваат преку Персискиот залив, односно Мускиот теснец. Во ваква ситуација многу фирми се однесуваат монополистички, односно под изговор дека расте цената на нафтата, ќе го зголемиме цените на производите. Во таква ситуација трошоците за производство растат и цените растат, меѓутоа во светот антимонополската комисија прави контрола дали и колку е оправдан пораст. Потребни се таргетирани мерки кои ќе им помогнат на најранливите граѓани за да не западнат во уште поголема сиромаштија. Владата јасно да каже кои мерки и кога ќе ги преземе за да се спречат очекувани поскапувања. Идејата не се секирите, ние следиме и ќе направиме што треба, фактички создава хаос, а не го решава хаосот. Хаос се решава ако им кажеш на сите субјекти, тоа и тоа се мерките, однапред да знаете, по автоматизам ќе бидат вклучени ако дојде до таква ситуација. Владата ќе треба да преземе мерки со кои што ќе ги зголеми парите што ги трансферира до ранливите категории на граѓани. Не сите, значи селективни мерки. Кога буџетот е ограничен, секоја мерка ќе значи или ново задолжување или зголемување на други давачки. Во услови на зголемена неизвестност, треба да се избере најоптималното сценарио. Каква и мерка да преземете, некој мора да го прати трошокот. Или ќе го плати државата, преку даноците на сите граѓани, или ќе го прати бизнисот преку зголемување на нивните цени, односно зголемување на нивните трошоци, или ќе го платат граѓаните со намалување на нивниот стандард. Најдобро сценарио е секој да учествува во својот дел, односно секој да има доволно, односно да поднесе дел од овој ризик по кој се наоѓаме. Затоа што и државата со мерките кои ги презема, ако се силно фискално издашни тие мерки, мора да ги надомести тие средства. Или мора да зголеми даноци, или мора да зголеми акцизи, или мора да ги надомести преку други давачки, такси и така натаму, значи мора да ги обезбеди тие средства. Или треба да се задолжи да ги враќаме следните 20 години. Состојбата будно ја следи и Народната банка. Бидејќи се работи за увезена инфлација, одлучи да ја задржи монетарната политика на исто ниво. Но ако биде потребно, ќе следи затегање, изјави вчера гувернерот Славески Засител. Туку е улогата на Централната банка со механизмите што стојат на располагање, не е само каматната стапка. Има и други механизми, макропрудентни мерки и така натаму, што сме ги применувале во минатото, да реагираме. Засега и ФЕД и Европската Централна банка се одлучија да нема промени во каматните стапки. Сепак како кризата потрае, неминовно ќе биде поскапување на кредитите. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Бадентер во Уставниот суд и одговорност од неговиот председател, ова се новите барања кои ги отвори ДУИ. Партијата тврди дека судот не смее да носи одлуки за чувствителни етнички прашања без двојно мнозинство. Од власта возвраќа дека Управниот суд, односно Уставниот суд, суди по устав, а не по етнички линии. Се отворали нов политички фронт околу улогата на Уставниот суд. ДУИ бара одговорност од председателот на Уставен и воведување на Бадентер при гласање за прашања кои ги засегаат етничките заедници. Му замеруваат дека законот за јазиците го квалификувал како извор на правен и политички хаос. Бил судија известител кога Уставен го укина балансерот, имал став дека Сейф Сити не треба да испраќа пораки на албански, а надписот во салата на Уставниот суд бил само на македонски. Бараат јавно да ги објаснел овие забелешки или да си поднесе оставка, а собранието да најде начин да го повика на одговорност. И натаму стојат на ставот дека во Уставниот суд треба двојно мнозинство. Бадентеровиот принцип да биде законски утврден и задолжително применуван со сите предмети пред Уставниот суд кои директно ги засегаат правата на немнозинските заедници, онака како што важел при донесувањето на тие закони, така да важи и при оценувањето на нивната уставност. Премиерот Мицкоски веќе го отфрли овој предлог. Според него, одлуките во Уставен се носат врз основа на правото и Уставот и тоа нема врска со етничките прашања. Сличен став имаше и председателот на Уставниот суд кој ги отфрли обвинувањата, коментирајќи ги како неосновани и политички мотивирани. Остана на ставот дека Уставен работи по Устав, а не по етнички линии. За разлика од него, за председателот на Собранието, Бадентер во Уставен не е табу тема. Не треба ние да гледаме да имаме предрасуди кон
темите кои носат до квалитетното одлучување. Туку пред се треба да го имаме на ум каков уставен суд ќе имаме и тој да биде во најдобра можна ситуација да може да решава во однос на брањене на уставот и уставноста на носење на закони во државата. А за да имаме подобар уставен суд, председателот Костадиновски веќе предложи воведување на институтот уставна тужба и носење на закон за уставниот суд, процедура за која треба двотретинско мнозинство, за што во моментов, како што оцени и премиерот, нема услови. Александар Спасовски, Сител телевизија. Донесе вчерашниот состанок на невисокото раководство на СДСМ. Дали партијата се освежува или се бори со иницијативите за промени, за нафтината криза и владините мерки. Тема на денот во 19 со подпредседателката на СДСМ Јована Тренчевска. Затворена е кујната во рек Битола по сомнеж за труење со храна кај над 100 вработени во комбинатот. Инспекцијските служби најдоа хигиенски недостатоци, а земени се и мостри од храна површени и вработени за да се утврди точната причина. Стотина вработени во рек Битола побарале помош на инфективното оделение во Битолската клиничка болница поради сомневање за труење со храна. Речиси сите од нив се пожалиле на стомачни тегоби и повраќање. А по алармот до надлежните институции, инспекцијските тимови од Агенцијата за храна и ветеринарство и од ДСЗ ја затворија главната кујна во комбинатот. За сега не се знае дали сомнежот за алиментарна интоксикација од ручекот во вторникот или некој друг оброк. Да, имаме до сега околу 150 пријавени кои побарале лекарска помош од вчера до сега вкупниот број. Од нив 50 до 60 се задржани за дневна болница кои прима секојдневна терапија, а еден е лежески пациент на интерно одделение. Лекарите не ја исклучуваат можноста да се јават и други случаи. Инспекцијските тимови на АХВ и Државниот санитарен и здравствен инспекторат земале брисеви од работни површини, вработени и примероци од храна. Во централната кујна од ДСЗ вела дека затекнале недостатоци во однос на одржување на хигиената. Под елементите во делот на готвење има остатоци од масни наслаги, во делот за обработка на месо пластичните даски се со оштетена површина, во фиоките за чување на инвентар има нечистотии, миксерот за месо кој по изјава на присутниот шеф не се користи е со засушени остатоци од храна и во делот за миење на приборот одводот од мијалникот не функционира поради што е спроведена цевка под подната решетка и има прашина на бољерите за топла вода. Поголемиот број на работници кои побарале лекарска помош се огласи обвинителството. Во однос на сомненијата за труење со храна во рек Битола, основното јавно обвинителство Битола е известено и ги координира дејствијата за целосно испитување на настанот. Со соопштение излегува и од Електрани Македонија, според кои на преглед се јавиле 81 лице, биле со лесна клиничка слика и сите биле на домашно лекување. Ова укажува дека состојбата е под контрола и се третира со соодветна сериозност. Дополнително, важно е да се напомене дека истата храна ја консумирале и вработените во делот Термо на рек Битола, каде што не се пријавени никакви симптоми, се вели во соопштението. Од Агенцијата за храна и ветеринарство вела дека инспекцијската постапка продолжува. Сања Димитровска, Сител телевизија. Конструкција на зградата на платежната агенција, која со години наместо институционален објект личи на запуштена руина. Иако однадвор изгледа пристојно, внатрешноста е со искршени прозорци од корнати инсталации, влага и сериозни оштетувања. Во објект кој што треба да чува доверливи податоци за субвенции и европски средства. Руинирани ходници, откорнати инсталации, скршени прозорци и запуштени простории. Вака изгледа зградата во која треба да работи Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството. Екипата на Сител влезе во овој објект, кој однадвор изгледа прилично модерно, но внатре има апокалиптични сцени. Оваа зграда, наместо да биде полна со вработени во агенцијата, денеска е оставена на забот на времето. Полна е со прашина, кратците често ја посетуваат, а понекогаш служи и како засолниште за бездомните лица.
Државата конечно реши да стави крај на оваа негрижа. Подписите се веќе намаса, парите се обезбедени, а реконструкцијата на објектот на платежната агенција стартува уште утре. Директорката за Сител вели дека ревизорите во повеќе извештаи алармирале дека условите во кои работат се далеку од пристојни, особено бидејќи во оваа институција циркулираат голем број на класифицирани податоци, субвенции за граѓаните и европски пари. Просторните услови во кои што во моментот работиме не далеку се од доволни или коректни за работа на луѓе во кои што сте внатре, а и самите ревизии кои што ги имаме направено од страна на ИПРД структурите како што се ревизорско тело и националниот координатор од Министерство за финансии повеќе пати укажуваат дека за едно нормално функционирање на агенцијата, поточно несподелување на доверливи информации и изработување на професионални проекти, потребни се услови за работа на самите вработени во агенцијата. Градежните работи започнуваат утре. Зградата е изградена во 1980-та со армирано бетонска конструкција. За целосна реконструкција издвоени се нешто над 400 милиони денари. Моментално експертите увиделе дека има сериозни оштетувања како влага и протекување, украдени делови од кров и инсталации. Оштетена е фасадата, сите инсталации, како и дел од подовите и таваните. Според планот ќе се менува фасадата, кровот и изолацијата, а ќе се подобрува енергетската ефикасност и хигиенотехничките услови. Вкупната инвестиција за реконструкција на зградава чини 401 милион денари, а ќе се реконструираат околу 8200 метри квадратни површина, вкупно 5 теката со приземја. Во новата зграда до крајот на годината треба да се преселат околу 180 вработени. Габриела Лескова, Сител телевизија. Од Брисел порака дека реформата на јавната администрација останува еден од клучните тестови за европскиот напредок на Македонија. Професионална администрација, ефикасни институции и услуги во интерес на граѓаните и бизнисот се фокус на Министерството за јавна администрација. Оваа порака ја испрати министерот Минчев на 14-тиот состанок на специјалната група за реформи на јавната администрација помеѓу Европската комисија и Македонија, кој за прв пат се одржува во Брисел. Додека активно се работи на неопходните реформи, Минчев вели: Македонија ја гради европската перспектива паралелно со зачувување на македонскиот идентитет, јазик, култура и историја. Како нераскинлив дел од демократијата и европскиот пат на државата. Нашата европска перспектива ја градиме паралелно со зачувување на националниот идентитет, македонскиот јазик и културниот и историскиот континуитет. Станува збор за демократски вредности, составен дел од демократското уредување и од процесот на институционално јакнење во согласност со заедничките принципи врз кои е втемелена демократијата во Европската Унија. Министерот истакна дека соработката со Европската комисија е од суштинско значење за успешна имплементација на реформите и токму затоа побара и поголема ажурност од европските институции за да се забрза процесот на комплетирање на законските решенија. За нас важно е комуникацијата со Европската комисија да биде поажурна и поефикасна со цел на времено финализирање на законските решенија, особено во сегменти каде што подолг временски период се очекуваат насоки. Реформите во јавната администрација се клучни за европската интеграција на Македонија, а подобрување на ова поле нотираше Европската комисија во последниот извештај за напредокот на земјава. Минчев изминатиот период најави носење на пакет закони за висока раководна служба, за плати и за организација и работа на органите на државна управа, со кој се предвидува кратење на 40% од државните институции, а со тоа и на бројот на вработени во јавната администрација. Диспина Тодоровска, Сител телевизија.